Менаџирањето на културата и уметноста со години не е во завидна кондиција, но се чини во изминатава година во услови на пандемија доживува колапс. Министерството за култура неодамна одлучуваше на годишниот конкурс за поддршка на проекти и незадоволни повторно има. Освен овие проблеми, се соочува и со други проблеми. Финансиската полиција води истрага за близу 600 проекти што се доделени во изминатите 5 години во ресорите на претходните министри за култура. На овие теми кои ја засегаат културата, денеска разговараме со министерката за култура Ирена Стефовска. Добар ден. Добар ден. Фала на поканата. Ви благодарам вас што се одзевте. Емин Гаджа, председател на Комисијата за фолклорна дейност, и Весна Димовска, председателка на Комисијата за издаваштво, литература и издаваштво. Се чини дека во вакви услови во какви се наоѓаме во моментов, можеби малку е чудно да се зборува за култура и уметност, но тоа што мораат работите да продолжат и натаму е факт. И како еден несоборлив дел од нашето општествено живење е културата и уметноста, која заради објективни причини во изминатава година е замрена. Тоа не ја спречи да одлучувате на годишниот конкурс за култура. Вие, министерка, на пресконференцијата рековте дека навистина било многу тешко да се одлучува. Неколку пати потенциравте дека овие луѓе кои биле во комисиите и одлучувале се вистински херои. Одлучувале под голем притисок, одлучуваа со намалени средства, речиси вие наследивте помалку буџет од речиси 3 милиони евра. И за да се направи целата обемна распределба на средствата, велите не било лесно. Што се однесува до незадоволните кои ги има секогаш и после секој конкурс и се зборува за тоа како нели натаму ќе се најдат ли други механизми како да се работат и да се менаџираат средствата, но за тоа потоа. Што сметате дека во овие услови каде што некој најмногу од се забелешките се однесуваат дека средствата кои ги добила на голем дел од проектите, сега зборуваме за сите комисии, за сите дејности, дека се многу минимални, дури дека едноставно е невозможно со тие средства да ги реализираат проектите. Сега, дали вие со тоа се согласувате и дали сметате дека е подобро да има оптимална поддршка или доколку тие средства не се доволни за самиот проект, тогаш воопшто да нема? Уште еднаш благодарам на поканата и вашето прашање ќе го почнам со одговорот no culture, no future, впрочем така стои и на мојот официјален Facebook. Значи, не согласувам со вас дека културата е замрена. Да одговорам први на тој дел од прашањето. Таа е со сосема инакви околности, бидејќи животот така донесе, и дури во вакви незавидни околности функционираат културните работници, се разбира, не на начин на кој што сите ние би посакувале. Конкретно за вашето прашање, не се согласувам дека средствата во сите дејности биле толку многу мали за да не можат да се реализираат проектите. Впрочем, ако добро ги погледнете по поддршката, по дејности, ќе забележите, например, разлика, еве тука се и членовите на комисиите, тоест председателите, во издавачка дејност, например. И ако споредите со минатите години, оваа година, согласно принципот на работа и евалуација на комисиите, средствата за доделените проекти се повисоки. Јас не велам дека тие се доволни, односно дека не би можеле повеќе да бидат, но тврдам дека ако направите компарација, например во издавачка, ако погледнете во драмска дејност, во аматерскиот дел или полупрофесионалниот, и ако направите споредба со некои други години, ќе видите дека квалитетот и поддржаниот проект се во корелација, но едно но додавам. Фактот дека имавме оваа година со намалени средства работеа комисиите, се разбира дека се рефлектира и на поддршката на проектите. И да не заборавам, ако го видовте буџетот на заштита на недвижно културно наследство, оваа година е рекорден. Значи, последен пат таков буџет имале институциите за заштита, музеи и заводи за заштита во 2006 година. Значи, во рамки на можното, членовите на комисиите
тука се председателите со мене, го направија, како да кажам, неверојатното. Значи, херои во целата оваа приказка, сага од 3 месеци во многу тешки услови, се разболуваа некои од луѓето, службениците исто така. Значи, одолеа на притисоци, компетентно, стручно и честно ја завршија работата од почеток до крај. Ќе се согласите и тука сигурно ќе се согласиме дека во конкретни околности, со наследени лоши практики, со систем на евалуација кој што е постегнат за разлика од другите години, со вредност на бод и со лимитирани средства, мислам дека се изведе најдоброто, што не значи дека нема да биде подобро следната година или пак дека сите ќе бидат задоволни, не може да бидат сите задоволни. Така, споминавте, се чини давате малку повеќе приоритет на недвижното културно наследство, на тоа ќе се навратиме подоцна, бидејќи на линија не очекува Никола Гелевски. Тој е директор на издавачката куќа Темплум од 1989 година, долго време во издавачката дејност, често критичен во однос на распределба на средствата или за тоа како оваа дејност треба да оди. Имаше дури и во мандатот на Роберт Алагјодовски, министерот за култура, еден предлог дека издавачката дејност конкретно можеби ќе треба да се пренасочи во една агенција за издаваштва, агенција за книга, каде што можеби, барем овој сегмент би можел да биде независен од Министерството за култура и да се менаџира на свој начин. Но, Весна Димовска, вие одлучувавте за 491 проект, значи се близу 61 милиони 330 илјади денари. Поддршката е таа која е. Колку проекти одбивте? Имаше ли меѓу овие проекти за издаваштво од оние кои ги спомна министерката за култура на пресконференцијата, како да ги наречам, подметнати проекти или оние луѓе кои конкурираат со копи-пест проекти нечесно на некој начин? Благодарам на прашањето. Ние одлучувавме по 2000 проекти, односно по 2000 пријави. Одобрени се 491 проекти. 500 скоро. Но и овој број на поднесени пријави 2000 е рекорден во историјата на постоењето на нашето Министерство за култура. Тоа само по себе кажува колку била обемна работата, значи замислете 2000 папки, само да ги отворите и да погледнете содржината, колку време треба. А каде е разгледувањето на ракописите, дискусија на членовите на комисијата и така натаму. Во однос на другиот дел на прашањето колку се одбиени, значи околу 1500 се одбиени. И некако е парадоксално, но може би е својствено за нашиот менталитет, дека секогаш повеќе внимание привлекуваат одбиените и одошто одобрените и дека од реакциите во јавноста, во фелата, ајде да речам, повторно повеќе внимание добиваат негативните коментари и незадоволството, одошто позитивните коментари и задоволството на подносителите на барањата. Ако ме прашувате за... Вие ги нарековте подметнати пријави, јас не би ги нарекла подметнати. Општ впечаток на сите 5 членови на Комисијата за издавачка дејност и литература беше дека голем дел, не сите се разбира, но голем дел од подносителите на пријавите малку несериозно пристапиле кон самото пополнување на пријавите. Значи, разбирам физичко лице, дебитант кој прв пат конкурира да сгреши, да изостави некои од документите потребни, задолжителни или дополнителни, за да можеме релевантно да го евалуираме проектот и да одлучиме. Туку имаше издавачки куќи со традиција од децении наназад, големи издавачки куќи, па и институции, па и здруженија, кои што толку несериозно ги пополниле пријавите, што многу ја отежна работата на комисијата. Многу. И временски, но сега тоа значи дека ти во минатото на истиот начин ги пополнувале, па добивале проекти. За минатото не можам да зборувам, но годинава таков беше случајот. Тоа што е забелешка на
издавачите кои се поддржани оваа година е дека поддршката стигна доцна, зборувам заради одложување на конкурсот, и реализација на самите проекти тие немаат ни половина година тоа да го направат. Гелевски, дали се слушаме? Каков е твојот став во однос на тоа како годинава ќе оди со издавачката? Според мене главната слабост на издавачкиот дел на Министерството кратки рокови. Инаку се согласувам сосема со министерката дека нивната задача оваа година токму поради напливот на проекти била баш тешка. Бидејќи една папка содржи 15-20 книги, не е тоа се не само 2 папки, не уште повеќе. Ама од друга страна, исто мислам дека мораше да се отвори што оваа година можноста за онлайн аплицирање, дека тоа многу ќе ги олесни работите и од страна на издавачите и од страна на тие што читаат и подоцна валоризираат и се тоа. Се слушаме? Да, се слушаме. Дали немавте можност воопшто за онлайн апликација? Сега ќе ви одговорам. Благодарам Полја на сугестијата. Апсолутно си во право, но ако ми верувате од првиот ден кога ја превзедов оваа одговорна позиција и функција, се обидовме да ги направиме сите подготовки за онлайн аплицирање. Апсолутно не беше возможно, имајќи предвид во каква состојба го затекнав, значи нема сервери, нема разни други работи што се нужни, апликација, веб, што треба да се подготви. Но работиме интензивно, значи уште од вчера што би се кажало, уште од пред еден месец, да оваа година во септември се биде како што треба и тоа многу ќе им олесни работата и на корисниците и на вработените во Министерството. Навистина беше херојска работа и илјадници пријави. Значи, најнапред да се донесат, корисниците треба да ги донесат и после вработените да ги внесат во компјутери, а истовремено комисиите со сите тие силни хартии да работат. И како што рече Колја, значи една папка по 10-15 пријави. Затоа уште еднаш кажувам, најискрено и најотворено, огромна и многу тешка и одговорна работа завршија сите членови во сите комисии. Во однос на забелешката за кратки рокови за реализација на проектите, ќе можете да му одговорите? Да, и само да кажам боља за тоа. Не е толку проблем, знаете, во самиот краток рок. Особено ние сме долго на сцената присутни во областа, справно сме прилагодени. И тоа е една од добрите работи, да речам, што се создаде некако, според мене, многу подобра издавачка сцена од онаа пред 10, 20, 30 години. Меѓу другото и заради тоа што стварно моравме да правиме, да учиме сега книги за да преживееме. И плюс споени со странство, бидејќи овде се потешно, нели? Така што тоа се рецептите за да се преживее. Мислиш дека на тој начин се направи позитивна селекција, односно дека професионалците обстанаа на пазарот? Не, баш тука мислам дека Министерството многу подобро можеше да работи сите овие години. Мислам, проектот направи ршо во ова поле, како и во сите други полиња, ама и овие 4 години мислам дека не ги искористивме паметно во културата, особено во издаваштвото. И знаете, тука клучен проблем е ствари стратегија. Ние цело време донесуваме или чекаме да се донесат некакви стратегии, ама дури кога се донесат не се придржуваме до нив. И ова сега што рече министерката, оваа година, например, заштита на недвижно културно наследство е апсолутен приоритет. Одлично, да, знаеме дека таму е катастрофална состојбата, но баш тоа зборува за не стратегиско размислување, знаете. Пред 4 години да имавме, кога го тргнавме конечно Груевски, да имавме јасен план, што ќе биде со заштита на културно наследство, што ќе биде со книгите, што ќе биде со не знам, музика, сето тоа, сега имавме репери, имавме параметри, критериуми. Па се сеќаваме дека таква национална стратегија беше подготвена, така. Други стратегија нема. Да, има на хартија. На роковите, значи, не е само проблем во краткото, ќе го реализираме, способни сме за се, ама тоа форсира неквалитет. Тоа е големиот проблем. Јас знам по нас по собствени, кога не збрза некој, страда, преводот страда, уредувањето страда, дизајнот страда, така што тоа е тотално контрапродуктивно. Таа нефлексибилност на Министерството. Ама таа е,
традиционално и во оваа земја не сите се навикнавме бирократијата, административниот апарат да е крут. Ама во оваа област тоа е според мене контрапродуктивно, деструктивно. Димовска, што ќе одговорите вие нова? Ти благодарам за јавувањето, ние продолжуваме со емисијата. Во однос на роковите за реализација на проектите, тоа е во надлежност на Министерството, не на комисиите. И на пресот, извини, Ама Весна. најавено е веќе. На пресот кажав исто Колја, заради фактот што малку доцнеа резултатите оваа година на конкурсот и заради целата општа состојба во на која што беа изложени евалуаторите и вработените, значи ќе има пролонгирање малку на датумот за крајниот рок на реализација на проектите. Колку има пролонгирање? Сигурно ги значи, интересира ако лани беше до 15 ноември, сега сигурно би требало да биде до 15 декември или до крај на година. Но, знаеш што е работата, Колја? Врзани сме со буџетската, со фискалната година. Значи, тоа е врзано и со реализација на буџетот до крајот на годината. Значи, мора да се реализираат средствата, инаку Трезорот по дефиниција ги повлекува. Мислам така, тоа е веќе финансискиот систем. Да, ама врзан е овој систем. Так. Рокот го диктира. Роковите затоа се такви. Значи, до крајот на годината. Како и да е, можам да ви кажам пак и обратни примери на одобрени средства, на исто така не заради рок, него едноставно нереализирани. Имало доволно време. Сега сме месец март, јас сум упатена и самата во издавачка дејност. Не велам дека до крајот на годината е не знам колку многу, но не е ни малку, во зависност што публикувате, се разбира се. Еден превод од 500 страници од странски јазик или од не знам и 100 страници да е некој од класичните јазици, бара време, пеглање и така натаму, но предпоставувам дека издавачките куќи уште порано подготвиле. Секако, меѓутоа на тоа на кој акцентираше Колја беше дека треба да бидете едноставно флексибилни баш во домет на тоа кој вие го разбирате дека се не е со иста тежина. Така. Во ред да го вклучиме малку Емин Гаџа, значи председателот на фолклорна дејност, вие поддржавте 129 проекти во износ од 24 милиони и 914 денари. Фолклорната дејност некако од секогаш беше еден исто така посебен сегмент во Министерството за култура и многу често, откако ќе завршат конкурсите, се забележува на тоа како со исти аршини се одлучува тука Министерството за култура е тука и за да речеме за фолклорната дејност која треба да негува традицијата како еден домен од културата и тоа што подразбира друга една култура која е поинаква. Имам впечатливо е што големи суми се впечатливи за одвојување на проекти кои подразбираат најголема е Републичкиот фестивал на народни песни Линдански денови Битола, кој се одвоени 1 милион и 800 илјади денари. Дали ова дотолку многу значаен фестивал за кој требало да се одлеат толку средства? И второто прашање ми е овие ора кои се поддржани со цели 900 илјади денари. Што точно тоа значи? На кој начин во рамките на ансамблите тоа се за костими, за патувања, зашто се тие 900.000 денари? Прво да ве поздравам, да ви заблагодарам на повикот. Овие 900 и овие цени што ги кажувате, сигурно се за игрите што сме ги дале за комплетна кореографија, носија, музика и за сите работи. Сега често имавме тука, меѓутоа ја им благодарам и на комисијата што има сваќање за она ја што го зборев. Ото вие поголемите цени идат за професионалните ансамбли, поготово за албанскиот државен ансамбл. Затоа што во дефицит е кадар. Композиторите, кореографите и сите работи се што се вика увозни. Мора да ги повикаш од Албанија, од Косово, од таму и затоа што ние немаме, што тоа требало да мислат да се создаде кадар и требало да се инвестира и да се мисли во тоа време кога се правеше ансамблот или уште кога се
пред да се формира. Треба нормално да имаш визија за нешто што ќе направиш и да спремиш кадар. Меѓутоа сега сме затекнати така како што сме и сега почнуваме со ова. Јас сум благодарен што они ме поддржаа на таа идеја и зашто и како и што одобрија средства бар за двајца студенти да се ишколуваат и да полека ги ствараме тие кадри. А за фестивалите, за тие работи водевме сметка оние традиционалните, што Илинденски денови и другите имаат 60 и кусур години. Меѓутоа, често пати знаеме дека самите учесници се жалеле на сместувањето. И што побаравме и што имаме подршка од министерката да више средствата што ги доделуваме, да ги пратиме. Да идеме да разговараме со самите луѓе, да видиме за овие средства што ќе направиш. И нормално да има документ за што ги трошат тие пари. Не само паушално дадовне толку пари за ова, дадовне толку пари за ова, него да се прати тоа преку трансакцијска сметка или како да се прата средствата. И сместувањето стварно да биде малце на повисоко ниво, а не да се рана со сендвич или да се сместуваат на не лагодни места за уметниците. Тргнавме со тоа дека по она што ќе го направат они на фестивалите, дека стварно ќе има едно повисоко ниво, ќе имаат критериум за подобри, поквалитетни ансамбли да донесат, поготово оние што ги импонираат, оние интернационални. Не е само ајде колку во овие услови да вистина ќе биде возможно да патуваат? Ние тргнуваме од тоа дека ќе има услови, Так. а од тоа дали ќе биде или не, нормално дека и така ќе бидат пуштени и средствата. Ја бар така мислам дека треба да функционира. И претежно ние сме едно советодавно тело кое може само да советуваме министерката како мислиме да се реализира тоа, а другото, конечната одлука е нејзина како ќе биде и што ќе биде во тие реализации. Меѓутоа, ја мислам дека што бев многу разочаран кога дојдев прво во комисијата, што да ви кажам отворено, не можев да сватам како може да има толку многу фестивали, толку многу друштва. Тоа беше запрепастувачки за мене. Па јас сигурно имам стотици фестивали во нозете одиграно ни светот. Меѓутоа, не знам кој може да го издржи ова. И колку одбивта, колку беа пристигнати проекти? Негде имавме околу 500 и кусур проекти имавме. Меѓутоа, сигурно морам да пофалам мојата комисија. Толку беше професионална и се многу искусни луѓе, како што се Мирко Стефановски и Александар Јовевски. Луѓе што имаат огромно искуство и имавме информации и работевне, па можам да ти кажам 24 сата кога не интересираше нешто, што да видиме дали се тие на ова ниво или на она. Информации од секаде зимавне. Само за да донесеме исправната одлука. Сигурно дека веруваме и ние не сме безгрешни. Меѓутоа, во овој хаос, па можам ти кажам дека 80-85%, 90% ние сме ги реализирале многу професионално. Значи, кој избравте тоа што е најквалитетно? Сега, сигурно дека негдека сгрешивме. Нека ми простат, меѓутоа и нека ме сватат и мене и комисијата и министерството дека бар во фолклорот ја зборам, дека за некого сме сгрешили, меѓутоа и да ни опростат за она дека тек почнуваме да чистиме некои работи што треба да придонесе за подигнување на квалитетот. Така, критериумите се тоа што се клучен дел кога треба да се одлучува во културата, и оние од формално правен аспект, но и оние кои се критериуми како естетски критериуми. Министерка, вие спомнавте исто на пресконференцијата токму ова дека во иднина и овој пат се одлучувало единствено по критериумот на квалитет. Дека исто така веќе проекти кои ќе бидат со под притисок, со етнички предзнак и така натаму за да пополнат некаков одреден процент етнички, дека нема да поменуваат, дека квалитетот е единственото што ќе биде клучно. Дали сте сигурни дека тоа е возможно да биде така и да се реализира без некој посебен притисок или можеби изнаоѓање повторно начин да се враќаме кон старото, кога критериумот не е во прашање, а треба да се застапи некаква квота или некој
процент? Вака сега, значи целта на работата од повеќе од 3 месеци беше да се запазат приоритетите на конкурсот, при што еден од тие приоритети се разбира, за секој проект се подразбира квалитетот, да се запазат стандардите на евалуација и се разбира, да не заборавиме, нашата земја е мултиетничка, шарена мозаик, срцето на Македонија е мултиетничноста. Во оваја смисла, значи, уставната категорија за правичност, за стапеност, апсолутно мора на различни нивоа и во различни области да се води сметка за тоа. Но тоа не смее да биде на сметка пак на квалитетот на одреден проект. Скопскиот джез фестивал, една традиционална манифестација која е навистина препознатлив градот. Скопје метрополата е една од најважните културни настани во овој град. Годинава многу често, речиси после секој конкурс, има негодувања од страна на организаторот и за во однос на поддршката која добиваат, велат дека не добиваат доволно разбирање, дека немаат почитување од страна на државата. Дали вие сметате дека треба да добијат поголема поддршка или можеби со намалување на поддршката им давате сигнал дека тие треба можеби да работат пазарно? Продажба на билети, реклами и така натаму. Благодарам на прашањето, иако вие загатнавте и повеќе теми почнавте со Охридско лето, па се префрливте на джез фестивал. Да се задржиме на Скопје джез фестивал. За волја на вистината, кога зборуваме за Скопскиот джез фестивал, јас сум израсната со Скопскиот джез фестивал. Значи, во мојот хабитус и сваќања големо влијание имал и тој и други фестивали, но е конкретно джез фестивалот, предпоставувам и на присутните тука во студиото. Значи, несомнена е важноста, бренд е на оваа земја. Ние сме мала земја, преку джез фестивалот сме познати речиси низ целиот свет и сето тоа е така. Ако приметивте, оваа година джез фестивалот е најдобро поддржан визави другите музички фестивали. При тоа да не заборавиме, не е само джез фестивалот, станува збори за Оффест, исти се организаторите, вклучително и една, не е таа голема сума, но и тоа е поддржан и во меѓународна дејност, тоа се котизации за мрежата на джез, овие европската мрежа на джез друженија, фестивали се извинувам. Значи, јас не велам, джез фестивалот мислам дека побара околу 6 милиони денари. Ја не велам дека не заслужуваат и 6, и 10, и 20. Но тврдам дека во рамки на можностите оваја година, во рамки на состојбата со буџетот, во рамки на критериумите и да не заборавиме еден многу важен збор, солидарноста за поддршка на домашната музичка сцена, комисијата, начело со нашата еминентна Бранка Костич, внатре беа сите исто, професорот Нино Слабдинов, Бехар, професорот од Средното музичко училиште, кои исто работеа дење ноќе буквално, донесе одлука која што јас ја прифатив и ја поддржав, сепак подписот е мој, комисиите имаат советодавна улога, че во рамки на годинешниве можности на буџетот, че не зборуваме колку би требало или колку би сакале или слично, него оваја година буџетот, знаете, колку вие ги обтегнувате нозете, толку колку што ви е чергата. А при тоа, значи, поддршката што ја дава државата за джез фестивалот и за разни други еминентни, не само фестивали и проекти во крајна линија, не подразбира и 100% поддршка. Сепак тука има и комерцијална димензија, значи апсолутно не доаѓа во обзир да биде оставена културата на милоста на пазарот. Ние сме мала земја. Но од друга страна, невозможно е кога има и разни други комерцијални, сепак е и комерцијален овој фестивал. Значи, кога има
не знам, реклами сигурно има, поддршка од спонзори, или не знам, 20% од данокот на картата, ослободеност од плаќање на данок, 20% на секоја карта. Предпоставувам, они го земаат во обзир и тоа, ова етаблиран фестивал, кој што никогаш не зависел само од поддршката на државата. Ниту пак, ако оваа година бил поддржан со толку средства, помалку од минатата година, не значи дека следната година, кога ќе правиме и некој и делумна реорганизација на конкурсот, работите ќе бидат можеби поинакви до година. Во која смисла? Многу е важно да се отвори конкурс, че досега немало, а тоа е укажување и на Државниот завод за ревизија. Значи да има посебен конкурс за манифестации и фестивали. Значи посебна, така да речам, буџетска линија. Да, како што има за издавачка, како што два има... пати годишно да има конкурси, наместо еднаш во годината. Може би поедноставно ќе може да доаѓа до некои решенија. Се размислувале може би за таква промена? Во новиот закон за култура, за јавен интерес во културата, и тоа е запишано, мислам, буквално дефинирано е со два конкурси. Делумно може да доведе до растеретување, но после ова искуство што го имам сега, иако бев упатена во подготовка делумно на законот, не сум сигурна во капацитетите на институцијата дека ќе може да издржи два конкурса годишно. Значи, но ќе видиме. Да видиме, со добар план, организација и слично, со некои реструктурирања и во рамки на натре во дејностите, посебна линија или слично буџет, ќе видиме. Ајде да не прејудицирам. Може би е поважен концептот на конкурсот, одошто тајмингот дали еднаш или два пати во годината. Да, и тоа е, ми се согласувам и со Весна. Знаеш, ја, како би предложи во Министерството, би им дал приоритет на оние фестивали кои мислат и за имиджот на тоа место што го прават. Например, еве ќе ви земам еден пример како. Имаше еден фестивал, се викаше Шари Кандон, Шари пее, Шара пее. И тоа беше во Тетово. И наеднаш на човекот му текнало, го носам ја у Скопје со друго име. Што ја не го поддржав. Што реков, овој фестивал мора да се врати на своето место кај што му е. А тоа како да речеме браке Манаки да се донесе во Скопје, битолскиот фестивал. Сега ја што направив тука? Мислам, изигра огромна улука искуството мое по светот, по фестивалите како ги прават. И ја реков, овој фестивал мора да се донесе овдека, до година ќе го финансираме и овој, или ќе видиме дали оваа година ќе почнеме, па ќе најдеме средства како да го isfinansirаме, со тоа што карактеристично за Шарпланина, за Тетово, што е туристичкиот центар на ПВО Шапка горе. Па ќе го врзете маркетиншки, туристичкиот центар, и кога ќе правите интернационален фестивал, ќе донесете бар од околните земји на Македонија, што е многу битно. И најблиски се да го развиеш и да го рекламираш туризмот, што поише туристи. Мора тоа некако да се врзе. Добро, тоа е веројатно веќе некоја политика на маркетиншко размислување, на менаџирање на некои други состојби, конкретно можеби надвор од културата. Тоа е веќе прашање за децентрализација на културата, одлучување на локално ниво. Една димензија, извини Ана, што ја загатна Емин, мислам дека поентата, една од поентите му е дека културата не значи дека само бара од државата, него напротив, да даде многу секако. може и да врати Секако. со добро менаџирање и со добро осмислени културни политики, без се разбира вулгаризирање или не станува збор за тоа. Така, сега зборуваме, тука е клучна веројатно децентрализацијата. Темата е, многу ни се широки темите, се обидувам во рамките на времето да опфатиме што е можно повеќе, ова ни е таа можност да подискутираме. Еве кога велиме децентрализација на културата, значи не можам да не ве прашам повторно за Струмичкиот центар за култура, Антон Панов и актерите кои натаму протестираат насловена физкултура или култура, а се однесува на негодувањето на новоизбраниот директор кој е професор по физкултура. Вие и натаму велите дека формално правно да, тоа е оправдано, дека овој менаџер ќе има други одговорности, дека работата непречено може да тече во институцијата, но тие и натаму притискаат за негова промена. Кој е вашиот последен став еве денеска? Како што кажав и на самиот почеток, уште пред некој месец кога почна целата работа, и да бидам јасна, јас ги разбирам актерите апсолутно, кои што велат или
дека секогаш ќе се залагам за компетентни луѓе. Тука, значи, немаме дилеми. Прашање е сега што ќе подразбираме под компетентност во конкретнава улога на менаџер на една одредена институција. Директорот е менаџер. Станува збор за Центарот за култура Антон Панов во Струмица, каде што, ова е многу важен момент, носечки дел од таа институција е ансамблот, театарскиот ансамбл. И всушност, доаѓаме тука и до едно многу важно прашање. Пред известно време ја разговарав со директорот на Центарот за култура во Прилеп и на Центарот за култура во Велес. Таму исто така носечки дел од тие центри се театрите. Впрочем, во Велес е само театарот, иако е тоа Центар за култура. Директорите го отворија прашањето дека е нужно да дојде до постепено, фазно раздвојување на театрите од центрите за култура. Значи, и јас исто се согласувам дека е дојдено времето да работиме и веќе имавме некои разговори во Министерството и со службите во Министерството да го отвориме тој процес, ќе бара време, но тоа е исто така процес, да дојде до раздвојување на сите постепено во целата земја, не е само Прилеп и Велес и во Тетово и во Куманово и така натаму, театрите да се издвојат од центрите за култура, дотолку повеќе во градовите каде што, например, во Прилеп се реконструира театарот, во Струмица се старо-новиот театар се прави, во Велес има нов Значи, театар. во центрите за култура ќе бидат театри ново оформени кои ќе си имаат свој директор. Времето ни дозволува толку, иако јас би имам уште многу отворени прашања да зборуваме, еве само многу на кратко, министерке, ако оваа состојба продолжи да се одвива со пандемијата на овој начин, се размислувате ли на некои други одржливи концепти? Вие, како што реков, го поздравувам тоа што е вашата грижа за недвижно културно наследство. Што правиме со таа активна култура? Таа не може да се создава во моментов. Иако, значи, и во некои други нормални услови не би била по приоритетна од недвижното културно наследство. Има музичарите, знаете дека постојано негодуваат, имавме една цела емисија од еден, оние кои се слободни, зборувам, никаде не се вработени во институциите, во рамките во филхармонија и така натаму на оркестрите кои се државни, изимаат редовен приход, меѓутоа, да речеме 20 или 30 години создаваат музичка историја во Македонија. Сега се оставени апсолутно на милост и немилост. Значи, дури не се ни вклучени во оние пакет мерки или многу минимално на владина поддршка. Имате ли некој концепт, се размислували? Знам дека прашањето е на светско ниво, не е само кај нас. Како понатака би се одвила работите со почитување на протоколите да се извади културата надвор, нели? Да не речем на улиците, значи во рамките на некои други објекти, да се искористат капацитетите на постоечките локалитети летово, па таму да се одржуваат повеќе театарски представи, театрите да едноставно да се размислува алтернативно за да стане културата одржива. Така е, во право сте. Да. Новиот контекст бара и нови пристапи. Новиот контекст во смисла на ужасната светска епидемија со која што се соочуваме сите. И истовремено бара активност од двете страни. Кој ќе речам двете, мислам на Министерството и од друга страна на уметниците и на институциите, на вонинституционалната сцена. Факт е дека се во многу потешка состојба уметниците кои што и културните работници кои што не работат во институциите. Несомнено дека тоа е така. Значи, креативност ќе треба од двете страни. Ние сме тука за поддршка, а идеите и креативноста е сепак работа, нели, на самите уметници и на институциите. Во разговорите што ги имав пред 10 дена со директорите на театрите, буквално, еве, ќе си дозволам да се цитирам себе си. План А, план Б, план С. Значи, заедно да направиме во услови на речиси невозможност, во услови кога доаѓа еве лето, како тогаш, на есен што би правеле и како би правеле, кои форми, освен значи на отворено, но има нели виртуелниот свет, независно што јас лично и припаѓам на генерации кои што го преферира живата уметност во театар, одам во живо, не сакам
но условите се тие какви што се, така што различните форми креативни од страна на уметниците, на институциите и така натаму, во соработка, во заедничка соработка, мислам дека го наоѓаме, односно го наоѓаме патот на дејствување во едни невозможни услови. При тоа добре дојдени се сите иницијативи за различни платформи, хабови, културни хабови и така натаму за како начин на изразување во, ќе речам, не само во оваа пандемија, туку и воопшто на младите луѓе кои што поинаку го ја доживуваат, перцепираат и ја живеат уметноста. Така што денес имам состанок со директорите на центрите за култура, значи план со сите, зборувам за институционалната култура, а се разбира и исто така средби планирам со представници од независната сцена. Да, вие сте во право дека немало голема поддршка, но имаше поддршка. Неколку од пакетите што беа од финансиска поддршка од владата имаше и за луѓе невработени, самостојни уметници и така натаму, неколку видови на поддршка. Не велам дека тие беа, не знам, за повеќе месечно живење, но сепак имаше поддршка. Тоа се мора да се каже во име на вистината. За разлика пак, ако не сакам така да споредувам, но на вистина во Западна Европа и не само во Западна, воопшто не работат институциите, а во ужасна состојба се уметниците од независната сцена. Но дури и во институционалната сцена, од моите информации, од она што го следам, во Британија, например, во националните институции само 80% земаат плата. Така се договориле, дека е невозможно 100% и 80%. Да, имало иницијатива тие 20% да се уште тоа не е спроведено, тие 20% да се доделуваат на луѓе на самостојните уметници, на независните уметници. Но како и да е, скратени им се приходите. Не велам дека тоа тука и така ќе биде или така треба, но само ви давам примери. Да, како се функционира во ситуација кога не може да се создадат, кога економиите се во ужасна состојба, а последиците пак допрва ќе ги видиме и после овој ужасен вирус. Секако се согласивме околу едно нешто. Така почнавме, ајде така да завршиме. Нема култура, нема иднина. Нека остане тоа како еден слоган на кој ќе се надаш дека оваа ситуација брзо ќе се среди и ќе продолжиме да градиме култура, некоја поинтензивна, па ќе можеме уште градиме и сега. Да, сега градиме во поголем. Само ова да додадам, најголем хендикеп што видов во министерството е, например, што не дека јас сум у комисија, не е битно, нека почне до година со други ако треба. Меѓутоа, често кога разговарам со министерката министерке, ако тимот што ти игра добро, држи го додека е твојот мандат. Оти секоја година менјавање нанесува проблеми. Јас знам мене колку проблеми ми нанесе. Како прашање, меѓутоа е многу клучно. Не знам зошто тоа е многу битно. Нешто ќе излезе како добар квалитет, зашто би имало промена, значи многу тешко, како што рековме. Многу полесно за министерката и за сите. Апсолутно се согласувам. Министерка Сиовска, Гаджа и Весна Димовска, многу ви благодарам денеска што дојдовте. Одвоивте време да зборуваме за нешто што можеби во моментов не се чини ни малку приоритетно во општеството, меѓутоа без тоа не може да има имена. Фала многу, Вали Мендери, така е.